Добра вечер и убава вечер од Владо Павлов. Малку покасно, со оглед на активностите, со оглед на оно што го поминуваме, со оглед на и се што доаѓа, како најпрво еден голем поздрав до сите оние кои што ми пишуваа во пораки за синоќешната средба, дали се работи за дрон или нешто друго. Мое не е да јас го сето тоа искажувам, затоа што не сакам да влегувам во мистичните работи, онака како што беше. И јас го снимив од звезда за неполни 20 секунди се најде скоро над нас, каде што застанавме. Успеав колку што можам да снимам и би го доставив до сите вас. Така да немам што да полемизирам на оваа тематика. Јас знам за мене што е тоа, што представува. Вие за вас и нека остане така. Денот, онаков како што е ден на Републиката, ден на пукање на првите пушки, и редно е да го честитаме ние овој ден. Со напомена дека илинденците се тие кои што ја продолжиле војната во Втората светска војна како партизани. И нормално дека е така, затоа што правите илинденци ниту за време на Илинден, ниту за време на СХС, ни пак за време на Втора светска војна не биле почитувани. Тоест ги немало. И пак ќе дојдеме до оној спој на Ѓорѓи Караѓорđević, алијас Тито, и врховистичкото ВМРО, кои што од секогаш се бореле за обединување на Балканот, нели и денес Западен Балкан, или јас би рекол голема Влахија. Ајде сега да се вратиме на нашата тематика и да видиме како се играа пинг-понг во 2018 година, за да дојдеме до заклучок колку денес имаме промотори за чист воздух. Независно дали се работе за едната машина или за другата политичка партија. Идентично како со Пулс. Нема овде политичка партија. Затоа и ги бойкотирам изборите во Кочани. Затоа и сакам Кочани да биде град без секта. Бидејќи сектата била сконцентрирана овде уште за време на СХС. После убиството на моите чукундедовци. Посебно во Нивичени, каде што најголемиот дел од Апис и од Црна Рака било овде, од кој што потекнува и Благој Попов, тоест Благо Лопов. 2018 година
да проследиме. Добро дојдовте во Урбаните вести. Еве што ќе гледате денеска. Од денеска јавниот превоз повторно е бесплатен. Пуштена во употреба иновативна органска пирамида за прочистување на воздухот. Се постави првиот специјализиран контејнер за ситен е-отпад пред трговскиот центар Сити Мол. Денеска стапија на сила мерките за намалување на загадениот воздух во Скопје. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов апелира до граѓаните да го користат бесплатниот превоз. Ве молам да го споделувате ова вклучување во живо и да се потсетиме на Петре Шил Гов, а преку него да дојдеме до заклучок до сите градоначалници до ден денес и до сите премиери кои што ве убедуваат дека воздухот ќе би бил чист и кои што се промотори за ова идеологија со кој што најбрзо би седнале на удобната фотелија градоначалничка или премиерска. Со напомена, 2018 година е година кога од сите овие кои што до ден денеска ви го дадоа чистија воздух, а тие се многу, седнаа на фотелите и ништо не завршија како и премиерите. Да го проследиме Петре Шилегов од 2018 година што вели, а вие поврзете си денес што ви кажуваат. Како и моите кандидати за градоначалници во Кочани, поради кои што ги бойкотирам. Денес чист воздух ќе прават сите. Еве како започна чистиот воздух да се средува во Македонија. Следете и да ги почитуваат останатите мерки и препораки. Во согласност со законот за квалитетниот воздух на барање на владата на Република Македонија и Министерството за здравство, градот Скопје објави итни мерки и препораки за намалување на загадувањето на воздухот. Овие мерки се презимаат по добиеното известување од Министерството за животна средина и просторно планирање дека прагот на алармирање за PM10 частичките во воздухот е надминат во текот на 2 дена последователно. Градот Скопје мерките и препораките за намалување на загадувањето на воздухот оваа зима ги воведува по трет пат. Една од мерките против загадувањето е воведувањето на бесплатен јавен превоз во... Да не ве чуде и утре ако имате превоз бесплатен, како една од мерките. Да не ве чуде како утре да го имате овој пинг-понг кој што си го играат до денес со сите вас. Во агитацијата дека воздухот ќе ви го средиле. По ништо не се разликува од 2018 година. Автобусите на ЈСП и во автобусите на приватните превозници. Оваа мерка ќе трае се до моментот на намалување на загадувањето. Градот Скопје исто така ќе прекинува сите градежни активности на градилиштата под своја надлежност и ги повикува сите градоначалници од општините во Скопје да ги прекинат градежните активности на градилиштата во нивна надлежност. Во состав на мерките е интензивирана контрола на градилиштата, односно возилата што излегуваат од градилиштата мора да имаат измиени тркала и да се покриени со церади заради контрола на прашината. Јавното предпријатие Комунална хигиена ќе го продолжи интензивното чистење и миење на градските улици и булевари, што се во надлежност на град Скопје. Им се порачува на скопските општини да го направат истото на улиците што се во нивна надлежност. Градот Скопје ќе врши зајакната контрола на имателите на одобренија за доставување стока преку инспекторатот на град Скопје, а воедно оттаму го повикуваат Министерството за внатрешни работи да спроведе засилени контроли на правните субјекти кои поседуваат одобренија за доставување стоки издадени од градот.
Исто така се повикуваат градоначалниците на општините во Скопје да ги интензивираат инспекциските надзори над субјектите кои управуваат со отпадни гуми и отпадни масла. Од мерките не се изоставени ниту автошколите. Градот бара од МВР да спроведе ограничување на обуките на автошколите од 9:30 до 14 часот и 30 минути и по 18 часот. Градот исто така бара од Министерството за внатрешни работи да ги зајакне контролите за почитување на забрана за движење тешки товарни возила, чија што крајна дестинација не е градот Скопје, а кои се опатуваат да ја користат Скопската обиколница во согласно Со напомена уште еднаш, од толку што сите до ден денес го изчистија воздухот, а и денес нови избори, како нашите кандидати во Кочани се тепаат кој прв да каже дека ќе го очистил воздухот, треба да видиме од 2018 година до ден денес колку има починати од канцер и нови заболени во онкологија. Ама затоа, ова ќе биде табу тема, а Владо Павлов не треба да го слушате. Слушајте ги сите кандидати, тие ќе ви помогнат. А зошто? Затоа што пинг-понгот е нешто што е врнина денес на политичарите во Македонија. А гледам дека во иднина ќе биде и тенисот. Па така, македонците освен што гледаат пинг-понг и тенис од нив, несвесно или свесно, повторно забегуваат со својот ум и доваѓа до ово што го слушате сега од 2018, а веќе ќе започне во Скопје, колку што е можно побрзо и во другите градови, затоа што од 2018 до ден денес молчат сите чистачи на воздухот. Сите политичари, стари, денешни и нови. Дека ова е тровење и дека овде имаме многу големо тровење од приземениот озон. 7 години поминаа од кога прв пат објавив на презентацијата за прочистување на воздухот дека ние имаме приземен озон. 7 години молк од овие чистачи на воздухот. Зависни или независни, тоест сите зависни. Да не си играме пинг-понг. И уште некој ќе ме убедува дека не сум бил во право. Не бе брат, не бе дечки, а бе сите бе бойкотирам. Затоа што ова е мизерно. А имам и други снимки, каде што ќе видите дека навистина ова мизерно што прават со вас. А вие, за корка леп, за други туги интереси, се обидувате да ми докажувате дека овие чистачи на воздухот од 2018 година кои што би го изчистија, ќе биде чист воздухот. Ама некој во таа 2018 година ви даде предлог, ви докажа кој е причинителот. Ама кутрите вие, кои што верувате на зависни и независни, тоест на сите зависни, со текот на времето, како многу наши починати разболени од канцер и кои што е посетуваат онкологија, доваѓаат до себе, ама касно. Затоа време е да се бойкотира, бидејќи никој од тоа што го обеќал не го направил, бидејќи овие нови што ве убедуваат и ве манипулираат, не верувам дека ќе направат нешто. И не само на Кочани. Очигледно е дека на Македонија треба Народно собрание, кое што ќе започне еден рестарт, без разлика на политичка определеност, без разлика на религиозна определеност, затоа што сите ние дишеме еден ист воздух, а овие манипулатори ќе ве манипулираат се додека не дојде некој ваш член од семејството до онкологија.
со поставената сообраќајна сигнализација, како и да се врши зачистени контроли на издухните гасови на возилата што учествуваат во сообраќајот. Градот апелира и до вработените во јавната администрација на работа да доаѓаат со автобусите на јавниот превоз. Во исто време, загаденост. И доаѓаме до најбитното. Следете што кажува Шилегов и поврзете ги сите политичари после него до ден денес. Како копи-пасте, како сите правени на 3D принтер. на производителот. Проследете. Повторно се исполнети условите со загаденоста на воздухот и заради тоа веднаш издадов наредба до службите во градот Скопје и до јавното сообраќајно предпријатие, јавниот транспорт да биде бесплатен, да се зголеми инспекцијскиот надзор, да престанат градежните активности, ги повикуваме и Министерството за внатрешни работи да изврши што е можно посериозна контрола на автомобилите кои што го загадуваат. Ова не е 2025-та. Ова е 2018. Автомобилите и понатаму ќе се гадуваат. Куките и понатаму ќе се гадуваат. Минчо Јорданов и понатаму ќе се гадува. А зошто? Затоа што приземениот озон не дозволува овие издувни гасови од нашите возила, тие штетни материи, да бидат на нас, туку едноставно поради приземениот озон се овде ниско меѓу нас. 7 години устата пења ми стана. Ама Шилегов, како што и денес сите градоначалници кандидати во Македонија ви се побитни од она што ви го кажуваме ние денес, дека нема разлика, и уште некој кој што не дал докази како тоа што ние сме го направиле, не би ги представил причините како причинители и не би нашол начин како да го сузбиете тоа. А ви кажува во кампањата дека тој ќе прави чист воздух, ќе се бори за чист воздух. Исто како Шилегов што ви го очисти воздухот и останатите чистачи политичари на воздухот до ден денес, така и сите овие кандидати ќе ви го очистат. Или Македонија ќе очистат, а онкологија ќе ја наполнат. Воздухот и очекувам дека овој тип на мерки кои што ги преземаме, граѓаните и ќе ги почитуваат и ќе го користат јавниот транспорт со цел да амбиенталниот воздух се врати во законски прифатливите рамки, односно во здравствено прифатливите рамки за нас, за нашите сограѓани. Проектот Скопје-Белоград се очекува да ги даде посакуваните резултати во однос на преориентирање на граѓаните од автомобилски превоз кон велосипед. Велосипедот да го користат како сообраќајно средство. Денешната конференција во организација на град. Ја мислам дека ова не е 2018 година. Мислам дека се работи денес за локални избори 2025-та. Тиран кон автомобили да премине во град со алтернативни начини на транспорт. На денешната меѓународна конференција посветена на мобилноста на урбаните средини, Шилегов што се наоѓа во така наречената фаза 1, град ориентиран кон автомобилите, да го поминеме во фаза 3, град ориентиран кон урбана мобилност со алтернативни начини на транспорт, тоа во целост одговара и со она што јас како градоначалник се залагам, а тоа е целосна реорганизација на јавниот транспорт. Уште денес ви кажувам, а вие бидете мои сведоци. Како што го гледате во моментот Шилегов, така ќе ги гледате сите градоначалници. Во иднина, за кој што не случајно бойкотирам избори, а сите денес ударат во гради и ви се представуваат како Шилегов, чистач на воздухот.
Сакајте верувајте, сакајте ич не верувајте. Затоа што ниту еден не ви ја кажал вистината зошто се полни онкологија. А сега да не ги духовите нивни размрдуваме, да не им шириме негативна енергија со вистината, затоа што тие најмногу се нервозни кога има вистина, да се фатиме за работа и да го кажеме следното, дека некој работел на проект 3, 4 и 5 години пред 2018, ама тој некој, вие го спакувавте, независно дали се работе влада за СДС или влада на ДПН. И никогаш не сакавте да ги прифатите неговите дела, затоа што се плашевте дека политички ќе бидеме ориентирани и дека политички ќе настапиме. Ја од овде ви кажувам дека политиката за мене е била само да помогнам. И целото мое дело овие 30 години што го правев за макадам пат на идниот цар. Некој успеа да се наметне затоа што неговата идеологија како магови на темнината од еден центар во Дебарско успеа нешто што од Бог е било овде за мал период да го тргнат од Македонија. Ама верујте ми, после ова што е направено денес, за нешто што се борев со години уназад и децении, на многумина ќе ви биде по глава, а пред се на оние кои што беа блиски соработници и иницијативата ја загушија, а се со една цел онкологија да биде полна и тие малку пари што им станале на македонците да си ги дадат и таа пензија кој што заслужено имале да ја потрошат по медицински третмани. Уште еднаш, она денес што е направено со Владо Павлов, за кој се борел и сте го оттргнале од Македонија, ќе се врати брзо. Ама да не бидам во ваша кожа, затоа што се по глава ќе ви биде. Затоа што вие немате осет. Затоа што вие се ставате во улога на Бог и светец. И ова последното што го правите е мизерно и одвратно на Бог. И затоа ќе биде се по ваша глава. Еве од денес ви кажувам 11 октомври. А од утре со име и презиме, кога ќе врати Бог по ваша глава, на мојот профил ќе бидете објавени со име и презиме. И на крајот ќе ви кажам зошто. Затоа што многумина мислат дека се богови во Македонија. Ама шлемот си остана шлем, а круната не дојде таму кај што Бог не рекол. Круната секогаш е онаму кај што Бог кажал. А вие и понатаму борете се да ја земете круната. Па да не начекате нешто што, не дај Боже, го начекали други кои што мислеле дека се богови. Помнете и не заборавајте. И никој не може да ме убеде. И тоа е мое лично право. Затоа што ми се гаде од се што слушам денес.
А јас ви доставувам доказ од 2018 година. И имам право за тоа. А вие уште ги манипулирате граѓаните на Република Македонија. И секој нов градоначалник, и секој нов премиер само зголемува онкологија. И затоа ќе имаме повеќе центри од онкологија во повеќе градови, не само во Скопје. Што значи тоа? Тоа значи дека има многу болни. Тоа значи дека има пандемија на канцер. Тоа значи дека има пандемија на згручување на крв. Пандемија на изливи на мозок, на срцеви удари. Пандемија на наши пријатели и луѓе кои што заспиваат и не стануваат. Пандемија на лица кои што паѓаат по улиците и не стануваат. И никој со прст не е мрднал. Еве, овде ме подсетувам од 2018 година. Ама никој со прст не е мрднал. Ама затоа денес сите се најголеми чистачи на воздухот. Сите ќе го живеат туризмот. Сите ќе ви направат дигитализација, за да подобро ве контролират. Сите ќе ви прават роботи и вештачка интелигенција, за да ако му стае некој друга програма, да се игра уште поголем, да се играат и истите тие пинг-понг со вас. И затоа кажав дека треба да ме прифате секој оној со љубов што бойкотирам, исто како што јас со љубов ги прифатив сите нив, поголемиот број, кога бойкотираа за име. Да го проследиме делото од каде што започна линчот врз Владо Павлов, линчот во корелација со добротворните цели за време на корона, делото кое што беше и во корелација со вистината за атентатот на Киро. Па затоа и Лупевска Снежина утре на Бокот повторно ќе го живува атентатот, а се со една цел да го загуши оно што Павлов за создавањето на сектата од 95-та ви го кажал. Ако не сум во право, атентатот на Киро Таушанов беше табу тема. Ама откако ја живеавме вистината, единствено само Владо Павлов. Гледате како Универзитетот Колумбија работе со сите секташки организации преку нивни новинари да ја загушат вистината. Затоа следете ја утре Снежана Лупевска и да видиме што ќе каже за Кот. Ама сите вие, кои ќе треба јавно да им пишете на Снежана Лупевска. Сектата заборавила на тија, на тој толку тежок во килограми пластичен експлозив, да му стави апаратче за уше, затоа што во најмала рака, кога можела Ременска, Фросе, да ја слушне експлозијата во Уким, кога може на 300 метра трафика да испукаат сите стакла, можат барем во најмала рака и ушните тапанчиња да му пукнат на актерот кој што до ден денес си заврши работа. Ние до ден денес живееме во кралството на СКС со сектата на Апис и Црна рака, сконцентрирана во Кочани, Кочанско и посебно во Нивичани, од кај што потекнува Благој Лопов, Благој Попов. Татко, кој што никој не знае, на фараонот Кочански. И продолжувам.
дело од кој што започнува джигусувањето врз Владо Павлов, а беше во интерес на сите вас, и не беше Владо Павлов како сите овие зависни и независни, тоест зависни сите, туку ви даде како да се справиме и ви даде причина зошто е во вака и ви кажа дека имаме приземен озон. Ама се уште никој не се тепа за приземениот озон. Откако се што Владо Павлов кажал, сите овие ваши кандидати, независно кој на која политичка партија припаѓа, сите овие чистачи на воздухот, сите овие Greenpeace, зелени, црвени, не знам какви или не, ви помогна само да ви очистат Македонија, а на сметка на тоа онкологија да ви ја наполнат. Дело кое што во спрега со добробитот што го правевме за време на корона, за кој што имам посебна емисија со докази и аргументи за Менгеле, Венко, Филипче, а исто така и доказ дека ова дело и ова жилотина која што се спроведува против Владо Павлов, дека има своја цел и свој белек остава и вистината од Владо Павлов за создавањето на новата секта во Македонија, тоест за ојачување на старата секта која што е постојала од лажниот етап на Киро. Како што гледаме 2018 Скопје од град со автомобили стана на вистина град со алтернативен транспорт, како што секој град во Македонија го има направено до ден денес. Немаме воздух чистие, онкологија шо е тоа, не знаеме шо е, немаме болни од канцер, немаме пандемија на канцер, сите сме здрави, живи, без болести и така натаму и така натаму. Конференција во организација на град Скопје е дел од проектот за спортарен и инженеринг во Овде ве молам слушате внимателно каде што ќе има нешто конечно на виделина, затоа што ние добронамерните македонци цело време се браневме, ама очигледно е дека ќе има селективна и групна многу македонци кривична пријава за сите оние кои што работат во интерес на црното козле, во интерес на сектата и во интерес на сето оно што значи уништување на Владо Павлов. Ете кандидати за градоначалници, како Владо Павлов не е зависен од никого, а и зависен, како што велите, не е, и ви даде доказ за вистината. Како онкологија да ја празниме, тоест да не ја полниме. Проследете внимателно. 2018 година. Над 300 килограми тешка пирамида поставена во дворот на компанијата Рени Инженеринг во Јурумлери. Рени Инженеринг во Јурумлери, вели новинарката. И продолжува. Која е донатор на иновативната идеја на Весна и Владо Павлови од фирма која што е донатор на делото кој што беше заедно со Мак Орган во тој временски период. Вели новинаркава. учени, ке го прочистува воздухот. Тоа е првата пирамида јонизатор, наречена пирамида Македонија, која има цел да го прочистува воздухот од штетни и отровни гасови. Дали слушнавте? Рени Инженеринг, донатор од Јурумлери за едно дело кое што требаше денес да биде
на големо ниво, а не истите тие како што беа донатори за ова дело, денес да бидат донатори и дојавувачи каде што ќе стигнат со нивните активности. Ова вистина, со многу докази и аргументи, мораме да ја спроведеме на највисоко ниво и затоа ќе покренеме иницијатива пред сите вас, транспарентна, со една групна кривична пријава за се што се правило против нас, од лица кои што уништувале фамилии не само на Владо Павлов, туку и други фамилии кои што сакале да ги уништат и на кои што до ден денес им прават проблеми. И продолжувам. Иноваторите Весна и Владо Павлови од Кочани и компанијата Рени Инженеринг од Скопје. Значи, Мак Оргон и Рени Инженеринг од Кочани. Посетата овде во Јурумнери во 2018 година на поголемиот број се лица кои што го почитуваа делото на Мак Оргон тогаш. На свечен начин го промовираа нивниот иновативен производ, ионизатор за прочистување на воздухот од штетни. Значи, ние не зборуваме, ние со дела ви представуваме. И ова е мојот одговор пред сите оние Greenpeace, не знам како да би ги кажам, прочистувачи, зелени, црвени, чистачи на воздух, помагатели, или според мене само лица кои се тепат за фотелја и забораваат после се. Дали се работи за Скопје или за Битола, ама важно, ние сме сите прочиставачи на воздухот и ние ќе ви збореме, ќе ви кажуваме, од Владо Павлов нешто сме научиле, тоа ќе ви го представуваме, ама на сметка на тоа, кој е Владо Павлов? Не го знам јас. Или тој забеганиот, лудиот? Е така се однесуваат лица кои што си имаат идеја од нас и кои што денес се борат за фотелја. А ги има секаде во секој град. И се најголеми гласноговорници, а ниту една PM честичка не се очистили од воздухот. И не знаат како. Ама затоа се чистачи на воздухот. А за Владо Павлов, тоа се чистачи на македонците кои што ви го полнат онкологија. И отровни гасови кои се опасни по животот на граѓаните, а особено во изминативе неколку години штетниот воздух кој го дишат граѓаните на Скопје. Станува збор за прочистувач на воздух во вид на пирамида, која е најголема органска пирамида во светот, тешка околу 300 килограми и е наречена Пирамида Македонија. Пирамидата се состои од 3 дела. Првиот дел е органот кој позитивните иони ги претвора во негативни иони. Потоа има резервоар за вода и под него има органска плоча, која има за цел да ја направи водата жива вода. И најгоре се наоѓа кутлешот, односно водороден чад над пирамидата кој ги неутрализира и ги турка штетните честички нагоре во воздухот, каде што струењето на ветерот е посилно. Како што истакна иноваторката Весна Павлова, која долги години се занимава со органска енергија. Опс! Кој? Нема врска. Каква Весна? Денеска таква особа не постоje. 15 години за други и туги интереси, за купување на душа нејзина. Сега пред сите вас ви кажува, нема врска, јас ова не сум. Ма нема врска, тоа не е точно. Какви органи? Каква електролиза на водата? Што зборувате бе вие? Ја работам цел живот во табако. Тоа е горчиливото на македонците. И затоа си патиме. Од тие прво меѓу нас, најблиските, а потоа оние другите од околината.
затоа ова дело, откако го зацементира, бел ден не видовме македонците. Ова е во 2018 година. Ама ги повикувам институциите, пошто ова дело е во близина на Трубарево, со последните случувања на Трубарево, случајно или не, за неполни 12 часа се прочисти тој воздух. А не работи филтерот за вода и не работи кутлишот. Работи само 300 кг органот. Кај донаторот, кој што сега стана куп, кој што денес кај најголемиот фалангист. Скриен, не знаме каде е, ама затоа е чест посетувач во Увара до Влочани, чест посетувач во Пролече, и со Владо Павлов стануваат, со Владо Павлов се будат, затоа што веруваат дека вакво дело треба да биде заборавено. Иноватор на ова дело е Владо Павлов. Се тоа што е правено со помош на Весна и донирање тогаш од Рен инженеринг. Ова дело и овие 300 килограма на најголем орган во светот, само овде е потрошено материјал на преку 1000 сета. Другите активности кои што се спроведени со ова дело и кои што имаме помагатели ќе бидат со докази и аргументи дадени во кривичната постапка. За кој што ве повикувам сите, бидејќи сите учествувавте во нешто вакво, кој што беше спас на Македонија и кој што не требаше онкологија да биде полна. И затоа не сум револтиран, ама ми е згадено и изгнасено од оно што го слушам за овие локални избори. И одлучив да бойкотирам. И продолжувам. Пирамида е за помал простор, а за да се исчисти загадениот воздух во Скопје и да остане чист, потребни се повеќе пирамиди поставени на разни локации низ градот. Ова е пирамида за многу мал простор. Значи, ако денес ја прашате особава, ќе ви каже не знам зашо зборувате, не ми е јасно. МК, знаете што е? Вграден чип и удадена ситуација стануваме Каспери и не се сеќаваме на ништо оно што било претходно. Ама затоа, тие што веруваа дека не избришале со гумичка, ние и понатаму ќе се бориме за нашите деца, независно кој на која политичка партија припаѓа, родител негов или кој на која религија. И ќе продолжиме да се бориме со Скопје Битола ако треба и во други градови во иднина. И тетратките се полни со услугите наши, за кои што овие лица отворија војната против Владо Павлов. А зошто? За да онкологија биде полна. Ете затоа. И за да некој од нив се нафатира. За тендер повеќе. Ги оставивме децата да бидат разболени и како ќе успеат во иднина
со ваков воздух од овие чистачи на воздухот од сите политички партии и кандидати да живеат, времето ќе покаже. И затоа имам право да кажам да бойкотирам. А погледнете статистиката со Скопје и Битола. А потоа видете ги сите кои што се тепаат во Битола и Скопје. И прашајте ги што направивте вие, што толку го споменувате чистиот воздух. Без разлика кој на која политичка партија припаѓа. А цело време сте на власт со некоја политичка партија или сте до власта. Ама тие што правиат дела, удрете по нив. Тетратките се полни. Веќе имаме трета тетратка од дечиња кои што поминуваат со услуги бесплатни. Во Битола, а во Скопје да не збореме. И не мора да го гледате ова. И не мора да го слушате. Слушајте си ги понатаму сите чистачи на воздухот, кои што ви го промовираат. Значи, за целосно да се заштити Скопје се потребни многу повеќе вакви пирамиди кои што ќе бидат поставени на соодветни места. Затоа и оваа вечер сме овде да ги поттикнеме сите граѓани на Македонија, сите поточно граѓаните на Скопје, меѓутоа тие не се само Скопје, знаеме дека ги има од цела Македонија, да ги поттикнеме сите за еден допринос да дадат, значи сите да дадат поддршка за изградба. Се надеваме на поддршка од власта без разлика која е, дека ќе успееме да направиме нешто пред се за здравјето на луѓето, зашто со здрави луѓе, здрава нација можеме да постигнеме многу повеќе. До тие резултати конечни ќе треба да дојдеме, значи треба да се постави една мерна станица, една мерна единица, како што се сите други за PM10 и PM2 запирка пречестички. Со тоа што тоа го финансираме исто ние, се надевам дека државата ќе дозволи тоа да биде поставено, значи шом стигне ќе бараме од НЕИЗ да биде поставено, мислам дека нема да смета затоа што ќе мора и други мерни апаратури кои што се порачени треба да стигнат и сето тоа за да го докомплетираме, да дојдеме до една, да речем, километража или како за прочистување на воздухот. Сепак ќе треба еден месец до месец и пол сето ова добро да се истудира, зашто сепак е уште некој проект кој што уствари сега стартува со една истражувачка дејност. Значи мора да се истражи се до тоа да се комплетира, да се запише како доказ со што подоцна ќе се достави, дали до владата, дали до било која институција која што е заинтересирана и потоа сме спремни за соработка. Владо Павлов, кој заедно со својата сопруга дојде до оваа иновативна идеја, истакна дека органот помага да го држи смогот на одредена висина и истовремено да го чисти. Слушнете внимателно и затоа имам право да зборувам во поглед на делата и во поглед на оно што е направено наспроти сите овие чистачи кои што само е наполнија онкологија, а денес се тепаат за фотели. Како во Кочани, така низ цела Македонија. Каде беа овие 4 кандидати на Кочани? Чистачи на воздухот. Тони Стојанов, каде бевте бе, брате? Каде беше твојот кандидат? Ако чанчени мој, ама устата ви е како... Устите ви се како со ботокс да ви се правени. Ако некој ви ја кажува вистината и ве боле. Абе не кандидати. Абе цело Кочани треба се бойкотира. Од оно што го гледам и оно што го слушам. Видете статистиката колку има болни од 2018, колку има починати од Кочани, да не зборуваме за Битола и Скопје, па ќе дојдете до заклучок што сакам да ви кажам. Бойкотирам избори затоа што сите треба прво да се обединиме, да направиме здрава нација. А болна нација знаеме кој владее и како владее.
И ова е моја порака до сите македонци. Дека некој пред сите вас борел, некој пред сите вас работел, ама тој некој сите го фрливте како крпче, само за да вашето его си го задоволете. И сте чистеле воздух вие. Го очистивте македонецот од Македонија и ја наполнивте онкологија. Сите до еден. Сите кои што промовирате чист воздух овие 20 години, ајде еве од 2018. Со што кислородот ќе остане меѓу луѓето. Идеологијата моја која што била теорија и која што значи нешто е токму тоа да органот смогот го држи на одредена висина, да го чисти, водениот филтер електроните да ги неутрализира, а додека кутлешот е тој што ќе го забрзува чистењето на смогот и истиот тој со помош на водородот ќе го качува горе во атмосферата, додека кислородот потежок останува меѓу нас. Овој прототип на пирамидата јонизатор ќе биде поставен во дворот на компанијата Reni Engineering во Јурумлери, која се јавува како донатор и реализатор на Слушајте внимателно, затоа што отвараме конечно една вистина за сите што сакаат да го убијат биолошки Владо Павлов. иновативната идеја на Весна и Владо Павлови и првите резултати се очекуваат за 1 месец, колку што е потребно пирамидата да создаде магнетно поле за да може да го чисти воздухот. Александар Божиновски, собственик на компанијата Reni Engineering, која се занимава со заштита од пожари и експлозии од опасни материи, истакна дека целта на компанијата е да помогне во реализацијата на идејата на Павлови и да придонесе за поздрава животна средина. Да го слушаме господинот Александар Божиновски. Не измислувам. Еве, ова се неговите зборови, за да господинот не шета по полициски станици, за да господинот не пушта тужби кај јавни обвинители дека го демнеме. Еве самиот тој сега нека се преиспита што кажал, нека се преиспита каде беше 2017-2018 година, нека се преиспита и најверојатно утре ќе треба сам да си поднесува кривична прижава дека сам себе се демне. Целта беше да помогнеме на семејството Владо Павлов. Целта беше да помогнеме на семејството. Ај тука малку паника Владо Павлови, него мислеше господинот на Павлови. Собственик на Reni Engineering. Моментално, послен пулс, знаете што најатрактивно во Македонија. Таква е таа фирма Reni Engineering. Околу реализацијата на нивниот проект, на нивната иновација за нашето општество, за подобар живот, за подобар воздух, за здрава вода. Реализацијата месец дена траеше, неговата теорија ја претворивме во пракса. Имавме еден тип кој што неговата теорија ја претворивме во практика. И јас сум благодарен за тоа. Ама таа теорија која што е претворена во практика и кој што се боревме нели за подобар живот, со дела измрда многу од место. И сите овие докази и документи ќе бидат дадени во една кривична постапка која што конечно не жалиме никого, затоа што тие не знаат колку е доста. Еве од денес си кажувам, нека бидат живи и здрави. А за оно што денеска истите овие го направија, верувајќи
дека ќе успеат во тоа дело што го направиле. Ќе ни враќа Бог на сите. Круната македонска, Божја, колку и да падате некого од Македонија и да го манипулирате и да го спремавте овие години со овие нарачани хајки да биде против неговите идеи кои што ги научил со неговиот татко. Се ќе биде по нивна глава. Ама тие не знаат што значи дете и затоа така прават. Ама се има свој крај и свој почеток. Така да, ова не го зборува Владо Павлов. Ова го зборува дотичниот господин. Ве молам, проследете го уште еднаш. За едно големо дело кое што ќе спасеше многу животи до денес. Ама се преструиравме на некоја друга лента, поради некои други материјални потреби. Ама затоа Владо требаше биолошки да биде уништен. И убиен ако треба. Се за поздрава животна средина. Целта беше да помогнеме на семејството Владо Павлови околу реализацијата на нивниот проект, на нивната иновација за нашето општество, за подобар живот, за подобар воздух, за... Помогнавте многу за подобар живот и за подобар воздух. Ама и во нешто друго помогнавте што беше лично за ваш интерес. Ама на тај пат ви сметаше Владо Павлов. Здрава вода, реализацијата месец дена траеше, неговата теорија ја претворивме во пракса. Имавме еден тип кој што работеше на реализација. И денес Владо Павлов нема право да ја кажува вистината. Владо Павлов нема право да ги објавува работите кои што веруваат дека тие ги уништиле. Дека ме избрисале со гумичка. И тоа за нив е демнење. Не, Господа, вие самите себе се демнете више. Оти не знаете кај ви е паметот од сите злодела што ги правевте против Владо Павлов. Во пракса, секогаш сме спремни за да помогнеме на нашето општество. Не се... Значи, пази кој патриотизам имаме. Секогаш сум спремен да помогнам на нашето општество. И продолжува. Себично, со љубов и посветеност, нормално, доколку имаме и поддршка од нашите општини, од нашата власт, секогаш би изреагирале таму кај што треба и колку што можеме. Останете ми во љубов, мир и хармонија. Вистината ќе доаѓа и понатаму. Али едно што е битно е тоа што многумина се изгубија од онаму каде што беа, или многумина се представија со нивното вистинско светло, зошто доаѓале и што барале ке Владо Павлов. И мојот поздрав, бойкотирам избори, затоа што овие чистачи на воздухот, кои што денеска ги слушаме во секој град, посебно во Кочани, само го очистија македонецот од Македонија и ви ја наполнија онкологија. Ако сакате и понатаму да ви ја полната онкологија, гледајте го пинг-понгот и поврзете се за некоја корка леп. Ама на крајот не заборавајте дека сите ние го дишиме овој воздух и некој уште многу години уназад ова што го живеете денеска ви го најавил, а истовремено и ви дал начин како да ви помогне. Така да, останете ми во љубов со оние чистачи на воздухот, кои што ви очистија барем по еден во секој дом,
и ви чистат уште нови кои што ги има во онкологија, ама сепак тие се тие, нели, а Владо Павлов е оној кој што треба секој со крпче да биде избришан. Бришите, тоа е ваше право. Со дух, ум и фанатизам за Македонија, љубов, љубов и само љубов. Бойкотирам избори.